се види дрскоста и дволичноста на Андреј Жерновски. Од една страна прати булдожери за да рушат, а од друга страна организираше луѓе да протестираат против булдожерите и згоре на тоа и сам отиде да даде изјава против булдожерите кои сам ги праќаше. Сам против себе и своите активности, а цело време за тоа ја обвинуваше владата. Крајно дволично и тенденциозно. Човекот е манипулатор. Покрај тоа што не работи проекти, жив го фатија и како лаже. По скандалот со Боемска улица, каде што потроши над половина милион евра за 100 квадратни плочки, по скандалот со неговата идеја да гради бензинска, да го руши пазарчето Бунјаковец, гаражите на Гуштеров се огромен трет скандал во кој што е вмешан Жерновски. Но оваа последната афера со гаражите на Ристо Гуштеров беше дното кое го допре Андреј Жерновски. Тој се обидува на секаков можен начин да направи политичка конструкција од приватен спор меѓу два приватни субјекти и во таа конструкција да ја вмеша владата на Република Македонија. Ниту владата има врска со овој случај, ниту владата праќа булдожери. Напротив, Општинската инспекцијска служба на Центар е таа која констатирала право на нужен пристап до имотот на еден од субјектите. Општината Центар е таа која постапува и ја испраќа фирмата ангажирана со договор за отстранување на бесправно изградените објекти на Гуштеров. Но очигледно Гуштеров фатил некоја врска кај Жерновски и центарскиот градоначалник долго време не го извршувал актот, односно не извршил рушење на објектите кои се дивоградби. Јасно е дека Жерновски смислува план со кој ќе ја обвини владата за наводен притисок кон Гуштеров. Лажната конструкција и манипулација на Жерновски се распука како меур од сапуница. Оваа срамна манипулација која се обиде да ја направи беше цел дрско и безобразно да ја изманипулира јавноста. Жерновски оди до таму што прво ги праќа булдожерите, а потоа оди на лице место и ја спречува да ја извршат работата. Му порачуваме да престане да манипулира со граѓаните и да го прекине овој медиумски циркус. Господинот Андреј Жерновски со ваквите безобзирни манипулации ја навредува интелигенцијата на граѓаните, а уште пострашно е тоа што ваквата манипулација прераснува во негов метод на работа. Тоа само докажува на што се спремни овие луѓе само за да дојдат до некаква лична корист. Очекуваме дека Ристо Гуштеров и граѓаните кои се дел од овој театар да се појават пред општинската зграда на Центар и пред Жерновски таму да протестираат. Жерновски наместо со политизација на приватен спор помеѓу два приватни субјекти треба да се зафати за конкретна работа. Доволно време создава алиби и бара други виновници за својата неспособност.